Ве поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов. Денес треба да продолжиме за третиот храм. И мината сабота завршив со прашањето дали е Божја волја во Ерусалим повторно да се изгради храм, во кој што повторно ќе се пренесуваат крвни жртви, ќе се колат јагниња, телиња, ќе функционира повторно старозаветното левитското свештенство, кое што, како што спомена, веќе е на некој начин организирано, наводно, заедно со новиот еврејски синедрион и така натаму. Зошто не е Божја волја? Имаме многу причини, се разбира, имате и познавате многу одговори за ова прашање. Но, ајде да поставиме сега и едно поинакво прашање. Ние знаеме дека кога Господ бил на земјата и после тоа, неколку децении за време на апостолската црква, постоел храмот во Ерусалим. Се уште постоел вториот храм. Иако до некада и тој бил трет, бидејќи Ирод го имал целосно од темели обновено, но постапката за обновување, реновирање, која што почнала уште 19-та година пред Христа, се одвивала така да не се прекинува службата во храмот. Значи, прво се градел новиот зид, да речеме, и кога новиот зид ќе бил готов, ќе се срушил стариот и така натаму. Све пополека и све мирно. И така, сепак бил обновен храмот, значи тоа не бил оној ист храм од времето на Зоровавел, од времето на Ездра и Немија, но евреите, бидејќи го мразеле Ирод, не сакале да му го признаат тоа како трет храм, туку и понатаму си го викале вториот. Ете, тој вториот постоел во Христово време. Постоело левитското свештенство. Постоеле жртвите. И во времето на апостолската црква. И сега прашањето е, дали било Божја волја да го нема, да се сруши тој храм? Не, се разбира не. Чи, Господ не сакал да се сруши храмот. Но зашто сепак се срушил храмот? Значи, Божја волја не било да се сруши храмот. Меѓутоа, кога Божиот народ го отфрлил Исуса Христа, го отфрлил Спасителот, тогаш од негова уста ја слушнал пресудата, еве ви се остава вашиот дом пуст, запустен. И кога ги кажал тие зборови во пророчкиот говор, излегувајќи од храмот за последен пат, потоа на Масленската гора го кажува целиот пророчки говор, одговарајќи на прашањето на учениците кога ќе биде тоа, тоа страшно пророкство што го рече, вистина велам, тука нема да остане ниту камен на камен, што нема да биде урнат. Кога Христос умрел на крстот, Господ ја расцепил завесата во храмот, и тоа бил еден символички чин, зашто своевремено говоревме во посланието до евреите. Меѓутоа не било Божја волја да се сруши храмот како храмот. Храмот како храмот можел да продолжи да функционира и да постои за новозаветни богослуженија.
Ако треба да престанат крвните жртви, ако треба да престанат старозаветните сенки, не значи дека храмот треба да го нема. Бил срушен заради отпадот, заради неверството на Божиот народ, заради отфрлањето на заветот, на новиот завет, заради отфрлањето на Исуса Христа и сето проклетство што го следи тој народ до ден денес. Се разбира, не само него. Проклетство гледаме дека има и по балканскиве православни народи. Секогаш кога го оставаме Господа, секогаш кога му вртиме грб на неговиот закон, на неговата волја, можеме да очекуваме само проклетство. Ништо друго. Како во приватниот, така и во националниот, колективниот живот. Сега е време за занимливост. Во Ерусалим постои, порно сум ја кажал, мислам, оваа е стара вест. Не знам дали ден се уште го прават тоа, веројатно, зашто не. Протестантите се многу занесени. Постои една протестантска служба која што одржува во Ерусалим денес и веќе со години назад еден необичен феномен. Имаат наместено камера, може би ќе се подсетите, бидејќи сум го кажувал и порано, имаат наместено камера која што нон-стоп снима, завртена е кон Маслинската гора и нон-стоп снима. Да, езорци текна. Што сакаат да фатат на снимка? Што мислиш што сакаат да фатат? Што сакаат да снимат? Бидејќи не знаат кога ќе се случи тоа, ама сега нон-стоп снима, за тоа што ќе се случи, иеко ненадејно, непредвидливо, да биде фатено на снимка, на снимено. Што е тоа? Што очекуваат, што сакаат да снимат? Како? Христовото доаѓање. Второто Христово доаѓање. Сега, што мислите, зошто го очекуваат на Маслинската гора? Постојат две причини. Првата е затоа што Христос од таму заминал, што не мора да значи дека таму баш мора да се врати. Но ајде, тоа е како прва причина. Но има една втора причина. Втората причина се врзува за едно пророќство запишено во книгата на пророкот Захарија. Би сакал да отвориме таму и да го прочитаме. Захарија 14 глава, предпоследната книга од Стариот Завет. Последната. Да. Перса вели 4 стих, така. Но ја би почнал од првиот, за да имаме малко поширок контекст. Ете, доаѓа денот Господов, кога ќе го разделат ограбеното од тебе среде тебе. И сега, ќе ги собирам сите народи во војна против Ерусалим. Градот ќе биде превземен и домовите разграбени. Жените ќе бидат обезчестени, половината од градот ќе отиде во робство, но останатиот народ, или остатокот, нема да биде
истребен од градот. И сега третиот стих. Тогаш ќе излезе Господ и ќе се сврти против тие народи, како што војува во борбен ден. И ќе застанат нозете негови на Маслинската гора во оној ден, што се наоѓа спроти Јерусалим од источната страна. И ќе се расцепи Маслиновата гора од исток кон запад со многу голема долина и половината ќе се помести кон север, а втората половина кон југ. И сега може да ги читате сите преостанати стихови од, например, понатаму вели петиот: и вие ќе побегнете во долината на мојата гора, зашто планинската долина ќе се протега до, се кажа некои локации во врска со Јерусалим. Но битното е, да речеме, и ќе дојде Господ мојот Бог и сите свети со Него. И во тој ден нема да има светила, нема да има потреба од светлина, нема да има ден, нема да има ноќ. Тој ден ќе биде чуден, познат само на Господ, ниту ден, ниту ноќ. И ноќе ќе биде светлина. Во тој ден ќе потечат живи води од Ерусалим и така натаму, и така натаму. 9 стих: и Господ ќе биде цар над целата земја. Со други зборови, ако читаме целата глава до крајот, ќе видиме како и во големите пророци еден куп месијански пророќства на едно место. И од тука излекуваат мнозина заклучок дека Христос кога ќе се врати ќе застане на Маслинската гора. Дали тоа точно? Значи, тука постои еден проблем. Сето ова што го пишува Захарија ќе беше вака, со вакви детали, ако евреите беа верни, ако евреите го прифатеа Месија, тогаш, не можејќи преку евреите, сатаната ќе делуваше против Христа, користејќи ги народите, војски народи против Ерусалим. Тоа ќе беше една сосем поинаква историја. Читаме своевремено во какви други описи даваат пророците на други места, Исаија, например, Еремија. Што би бил Израел ако го прифатеа Исуса Христа? Ќе настанале големи промени во самата природа, во животинскиот свет. Ќе почнал да расте човечкиот век како пред потопот. И она што представува највосхитувачки опис на третиот храм е даден во книгата на пророкот Езекиел, зашто некоја идна сабота можеме во детали да го читаме тоа пророќство. Но таков храм, каков што опишува Езекиел, никогаш не бил изграден на земјата, во Ерусалим до ден денес. Но ќе дојдеме до таму, описот на третиот храм во Библијата. Сега да одговориме на прашањето зошто е погрешно овие зборови од 14 глава, штом веќе историјата потекла во друг правец, во друга варијанта во која што Израел, поголемиот дел од Израел е слеп, неверен, отфрлен, опустен и се уште до ден денес против Христа и против Божијата волја. Зошто е погрешно да се очекува дека Христос, кога ќе дојде повтор пат, ќе застане на Маслинската гора? Затоа што никаде нема да застане на земјата, да. Тоа е првата причина.
Значи, тоа е една основна вистина за второто Христово доаѓање, дека кога Христос ќе дојде по втор пат, нема да стапне на земјата. Од каде го знаеме па тоа? Од Светото писмо сигурно, брат Рајче. Од Баба Вангија сигурно не го знаеме. Или од некој светец на сон. Од Светото писмо. Каде во Светото писмо? Каде имаме опис за второто Христово доаѓање? Кој што малку може да ни го расветли овој детаљ. Ви текнува? Солуњаните, да. Ајде го почитаме тој текст. Тој ќе биде прво послание до Солуњаните, а во второто се зборува за човекот на беззаконието, кој што сака да седне како Бог во Божиот храм. Ќе дојдеме и до таму. Сега да одиме поред. Прва Солуњаните, 4 глава. Почнуваме да читаме од првиот стих. Второ, не мора од првиот. Второто доаѓање е само за текстовите од 13 стих натаму. Но, интересно е, сега се подсетив, кога се Солуњаните во прашање. Денове бев пријатно изненаден, па му кажав и на брат Борче, од една емисија, интервју, отворено студио на телевизија Нова, тоа беше во вторникот вечер беше премиерата, мислам. Средата беше репризата, па има и во други термини го репризираат. Кај што се зборуваше за името, насловот на таа дебата беше "Големо ни е името". Ако сте ја гледале, и беше присутен покрај, како веќе редовен гостин на многу такви дебати, поранешниот амбасадор Ристо Никовски, беше присутен и писателот Евтим Клетников. И интересно човече, ја и порано сум го слушал, да ја споменува Библијата во своите коментари. Некаде при крајот на емисијата кажа како во Стариот Завет евреите биле избран народ, а во Новиот Завет имплицираше, не го кажа така директно, меѓутоа го цитираше апостол Павле до Солуњаните и имплицираше дека македонците се избраниот народ во Новиот Завет, бидејќи од Македонија почнува спасението, така го кажат, спасението на европските народи, со апостол Павле и така натаму. Но тоа не беше битното. Битното беше нешто што сосема неочекувано за мене го кажа среде емисија, некаде 1 час по почетокот на емисијата. Кога и двајцата се зазбореа околу тоа, дека и НАТО и Соединетите Американски држави ќе пропаднат, бидејќи сите други империи во минатото пропаднале, и Римската империја, и Отоманската, Турската, и некогаш Македонската империја, сите тие пропаднале, па и Америка ќе пропадне. И тука се јавува Клетников за збор и вели, да, и да ви кажам уште дека е така и според библиските пророќства, ги споменува. Значи, вакви бисери, кога се работи за... Значи, може да ја споредиме македонската политичка ситуација, можеме да ја споредиме со некоја помија, да речеме. А ова се некои бисерчиња, да речеме, кога ќе се спомене нешто вакво. Според библиските пророќства, ако читате, и дори го споменува пророкот Данијел, ако читате во пророкот Данијел, ќе се распадне, вика, и НАТО и Американската империја.
Многу убаво. Се разбира, знаете каде во Данијел тоа се кажува. Дошла? Човекот се чита Библија директно. И го читал пророкот Данијел, што множина христијани не го прават. За нив откровението е покровение, а Данијел е исто така тежок, бидејќи е тежок за разбирање, па не чита. Повеќето протестанти воопшто не читаат старозаветни книги. Едноставно не се замараат со тоа. Но ете апостол Павле уште на Солуњаните им пишувал. И кога дојде до 13 стих, вели од 4 глава: Браќа, не сакаме да бидете во незнаење за оние што се упокоени, за да не тажите како и другите што немаат надеж. Зашто кога веруваме дека Исус умре и воскресна, така е Бог и упокоените преку Исус ќе ги доведе со Него. Ово па ги го велиме преку Словото Господово, дека ние живите, што ќе останеме до доаѓањето на Господ. Нема да стигнеме пред упокоените. Каде да стигнеме? Бидејќи сам Господ, по заповед, на гласот на Архангел и при труба Божја, ќе слезе од небото, че од небото ќе слезе, така. Дали некаде ќе застане? Тој ќе слезе. И најнапред ќе воскреснат мртвите. А потоа, што? Ние што сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати каде? На облаците, за да се сретнеме со Господ во воздухот. Зошто? Бидејќи никаде не застане. И што значи ова понатаму? И така секогаш ќе бидеме со Господ. Ако читаме сега, ако се подсетиме таму Јован 14 глава, во домот на мојот отец има многу станови и така натаму. Значи Господ доаѓа за да го собере целиот верен народ од сите векови и да го однесе каде? Каде да го однесе? Што пеевме во песната? Во песната што пеевме? 97. Каков Ерусалим? Златен, добро, значи овој не е златен. Друго? Ерусалим златен пресјај, Ерусалим нов. Златен град. И каде се наоѓа тој? Каде се наоѓа тој? Втората строфа од песната вели: во небо гледам јас. И подолу во Ерусалим нов. Во градот златен пресиен, во Ерусалим нов. Златен град. За него копнеам. Еднаш, значи, Господ доаѓа да го собере својот народ и да го однесе во новиот Ерусалим. Значи, не се спушта никаде на земјата. А кога ќе застанат нозете негови на Маслинската гора? Значи, на крајот од 1000 години, бидејќи ако се вратиме сега во Захарија, 14 глава, на почетокот, значи, вели доаѓа денот Господов, но денот Господов е широк поим. Значи, денот Господов започнува кога ќе заврши милоста до конечниот суд, после 1000 години. Додека не биде сотрен последниот непријател, смртта. И Господ создаде ново небо и нова земја. Но во вториот стих, Захарија 14 глава, што прочитавме? Ке ги соберам сите народи во војна против Ерусалим, кога во новиот завет ќе се случи ова. Според Откровението ни дава контекст како во новата историска варијанта се исполнуваат овие пророштва. Откровение 20 глава зборува за второто воскресение
кога под водство на сатаната и демоните, сите воскреснати неправедници јуришаат, го опколуваат, бидејќи се на број, како што вели Јован таму, како песок морски, го опколуваат и јуришаат, мислат, убедени се дека ќе го заземат, бидејќи се многу на број. Може да се претпоставиме колку многу. Замислите, сите неправедници во овој свет, сите неверници во овој свет, од почеток до денес, кога ќе бидат воскресни, колку ќе бидат на број. Ќе ги решаат да го заземат градот. Кој град? Новиот Ерусалим, бидејќи Откровението зборува за Новиот Ерусалим. Новиот Ерусалим е тој, например, иако во 21 глава дури вели, тогаш јас Јован го видов светиот град Ерусалим нов, како слегува од Бога од небото, стокмен како невеста променета или облечена за својот маж. Но пред тоа ги опишува настаните, и третиот стих понатаму вели, за Новиот Ерусалим, и чув висок глас од небото како зборува, ете го светиот шатор, светилиштето на Бога меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, тие ќе бидат негов народ и сам Бог ќе биде со нив, нивниот Бог. Но пред това 20 глава ги опишува настаните од крајот на 1000 години. И што вели? 7 стих од 20 глава. А кога ќе се навршат 1000 години, сатаната ќе биде пуштен од затворот свој. И ќе излезе да ги лаже народите по 4 краишта на земјата, Гог и Магог. А Гог и Магог. Ке се вратиме на овие две имиња. За да ги собере за војна, нивниот број е колку морскиот песок. Значи, тоа е на крајот на 1000 години. Тие излегува по ширината земна и го заобиколија живеалиштето на светиите и возлюбениот град. Кој? Па само Новиот Ерусалим, кој друг? Нема други градови на земјата. Ниту имало за време на тие 1000 години. Но падна од Бога оган од небесен и ги проголта. И потоа ѓаволот што ги лажеше беше фрлен во огненото и сулфурно езеро, каде што е и зверот и лажниот пророк. И така натаму. Значи, овие пророчки зборови од Захарија во Новиот Завет се исполнуваат дури на крајот од 1000 години. 1000 години после второто Христово доаѓање. Така нареченото трето доаѓање. Тогаш се спушта градот на Маслинската гора. Каде во Стариот Завет се споменати Гог и Магог? Се сеќавате? Во иста книга, каде што Господ дал еден величествен опис за третиот храм. Тоа е книгата на пророкот Езекијел. Ја би сакал да изнесам една занимливост, една друга занимливост во врска со оваа книга. Во Езекијел 37 глава, знаете, Езекијел е оној пророк кој што пророкува за време на Вавилонското робство, кога Израел е веќе во робство. Евреите се веќе во Вавилон. Тие па другите уште од Асирското робство, тие 10 племења, тие се одамна, уште од пред тоа расејани. Но сега сите евреи се во Вавилон. И Господ на тој така напатен, заробен, поразен народ,
му дава величествени описи за обнова, за повторна слава, за повторно воскреснување на Израел. И целата 37 глава зборува за тоа воскресение на Израел, за оние коски во пустината. Тоа е многу славна глава. И после таа 37 глава, на почетокот на 38-та, ако читаме, се споменуваат Гог и Магог. И овие две имења се многу интересни и многу актуелни за нас денес, за последното време. Тридесет и осмата глава Езекиел е започнал со следниве зборови. И дојде слово Господово до мене. Сине човечки, сврти го лицето свое кон Гог во земјата Магог. Кој е ова земја Магог? Кој бил Магог? Ако читате таму во Битие 10 глава, Магог е еден од Јафетовите синови. Не? Се споменува Магог во Битие 10 глава. Или Создавање 10 глава. Може на брзина таму да отвориме. Да, Јафетовите синови. Вториот стих, 10 глава. Синовите на Јафет се Гомер, Магог, Мадај, Јаван, Тувал, Мешех и Тирас. И понатаму и нивните. Значи, Магог е еден од синовите на Јафет. Овој Гог, во вториот стих споменат, е кнез или во земјата Магог, значи народот кој што потекнува од Магог, и наречен исто така кнез на Рош Мешех веќе го прочитавме како син на Магог, и Тувал, или Тубал. Да, од вториот стих. Пото и третиот исто така се поменува Гог, кнез на Рош, Мешех и Тубал. Понатаму, целата глава зборува за Гог, 39-та глава зборува пораст на Гог, крајот на Гог, Гог и обнова на Израел после тоа, а од 40-та глава натаму зборува за третиот храм. Зборува за величествениот Божји храм, за кој што друга сабота ќе зборуваме каков е описот на Божиот храм, што Господ сакал да постои уште пред 2000 години, ако евреите го прифатеа Месија. Па и пред тоа, ако беа верни на заветот, после Вавилонското робство. Но тоа, за жал, не се случило. Тоа е еден величествен опис за третиот храм. Може домаци го да си го читате пред да чекате мојата наредна проповед. Не би сакал тука да застанам само за денес, да привршам само со една занимливост. Овие Гог и Магог, поточно Гог, Гог е лицето, царот, кралот, се многу интересни во денешно време. Ова име е во игра на сите случувања врзани околу новиот светски поредок, па околу и Ерусалим, Израел. Се поистоветува со антихристот. Постоеше една книга, мислам дека тоа е една од книгите на оној адвентистот, најголемиот стручњак што беше за тајните друштва, за
илуминатите, масоните, новиот светски поредок. Се викаше го заборев. Горени се книгите. Интересно како некојаш не ми текнува нешто. Во една од неговите книги Сатон се викаше. Сатон, Уилијам Сатон. Да. Имаше уште едно име, имаше 3 имења. Во една од неговите книги имаше испечатена американска банкнота од $1 и наместо надписот кај што пишува In God, во Бога веруваме, таму стоеше In Gog, во Гога веруваме. Сакаше да објасни, таму каде што стои Бог во банкнотата од $1, он сакаше да објасни на што мислеле, на кој Бог мислеле Банката за федерални резерви или оние што ги печатат банкнотите во Вашингтон. Бидејќи Бог е општа именка. Секаде кога се споменува именката Бог, не значи дека се мисли на Творецот или на нашиот Господ Исус Христос, како што велат христијаните. Може се мисли на некој друг Бог. Да, и Христос, затоа и на парата го има тоа. Сакам да ви кажем едно пропаднато, наивно протестантско толкување, што јас не знаев дека постоело, но го прочитав, овој век го прочитав. Знаете што верувале американските протестанти некаде во 80-тите години од минатиот век? Тие имале ваква теорија. Тие мислат дека под земјата Магог, мислеа, не знам дали се уште мислат, и некои адвентисти тоа го верували уште во времето на Джонс, на првите пионери во 19. век, постоеше едно мислење дека под земјата Магог се подразбира која земја? Што мисли? Како? Да, Зоран читал. Се подразбира Русија. Сега, особено беше згодно да се верува, одnosno беше примамливо да се верува ово толкување во времето на Советскиот сојуз, кога беше атеистичка земја, безбожничка земја, официјално и така натаму. И сега они толкува вака: Магог е Русија, а ова Рош, од Рош се мисли Русија, Рус. Од Мешех настанало името Москва, а од Тубал рускиот град Тоболск. Така си го толкувале тоа. Имале ваква теорија. Таа теорија наводно му била покажена во визија на еден романец кој што избегал од Чаушескова Романија во Америка минатиот век, уште за времето на комунизмот. Заборев како се викаше тој. Го има, ако го побарате на YouTube, како се викаше романецот, мислам Петру се викаше, заборев. Го има на YouTube како пророштво. И сега, и мнозина протестанти верувале во тоа. Наводно, во тоа пророштво, бидејќи Америка е расипана земја, уште тогаш, со многу неморал, разврат, лицемерие, отпад во христијанските цркви кај неа и така натаму. Наводно, ангелот на овој романецов му открил дека Господ ќе направи Советскиот сојуз да ја порази Америка тотално. Господ нема да ја брани, затоа што таа му свртала грб со неморал, со отпад, со беззаконија и така натаму.
И сценариото беше вакво. Советскиот сојуз ќе ја порази Америка. Америка нема да може да го брани Израел. Нели, бидејќи Америка му е грбот на Израел, како што зборевме мејата сабота. И потоа Советскиот сојуз ќе го нападне Израел, кога овие нема да може да се бранат. Нема кој да ги брани. И пророштото велеше дека тогаш евреите од немајкаде, немајки кој да ги брани, против една ваква голема безбожничка сила, тогаш ќе се обратат кон Господа. И тогаш ќе го прифатат Исуса Христа и така натаму. Многу згодна теорија за наивните западни протестанти во тоа време. А оно што ми беше најсмешно во целата теорија, кога ја читав прв пат, беше дека кога Советскиот сојуз ќе го порази Израел, тогаш во Ерусалим ќе се зацари антихристот, кој што според тоа пророштво требало да биде некој романец. И од таа теорија настанува онаа серија филмови Left Behind, според која антихристот е некој романец, навистина. Ако ја читате, има и како роман било напишано тоа Left Behind, заради она протестантско верување дека Господ ќе ги грабне само верните, а овие останатите ќе останат да живеат на земјата заедно со антихристот. Потоа го направиле како филм и главниот лик во е антихристот кој што е романец. Времето покаже дека тоа пророштво и тоа толкување беа навистина погрешни и многу наивни. Но, постои вистинско толкување на овие пророштва. И Откровението ни кажува за крајот на милениумот. Ке споменува Гог и Магог тогаш. Иако, овие настани имаат врска и со геополитичката ситуација денес, околу денешниот Израел, но за тоа нема повеќе да зборувам. Едно е сигурно. Евреите сакаат да изградат трет храм, имаат поддршка и од Путин, и од Трамп за такво нешто. Но немаат поддршка од Господ. Бидејќи таа џамија, Ал-Акса, и стотици илјади муслимани се исто толку шаховски фигури за Божите прсти денес, како што и самиот Путин, како што и самиот Трамп. И се шаховски фигури во Божите прсти. Ако Господ дозволи, не знам, не се осмелувам да кажам, ако Господ им дозволи да изградат трет храм, тогаш во тој храм, што они ќе го изградат, а не они што Господ ќе го изгради, според Езекијел, може да седне само антихристот. Но, тоа може да го наречеме антихрам. Оно што евреите сакат да го изградат е антихрам за антихрист. Третиот храм пак е оно што Господ му го дал во видение на пророкот Езекијел и оно што Господ сакал да постои во Ерусалим, уште пред илјадници години. А оно што е најбитно е, тој храм е нешто што и ден денес постои. И не само денес, не само пред 2000 години. Постоел и со векови во Стариот Завет, само не на земјата. Апостол Павле го нарекува тој храм каков, или тој шатор неракотворен. Ке читаме за тоа, ке продолжиме следната сабота со посланието до евреите 8 глава. Не е лошо да дадеме еден вовед
Евреите 8 глава, само да прочитаме на почеток, што се кажува. 8 глава. А најважното од ова што го зборуваме е дека имаме таков првосвещеник кој седна од десната страна на престолот на величието на небесата и е служител на светилиштето и на вистинската скинија, или вистинскиот храм, може да речеме. Вистинската скинија што ја постави, вели овој превод, поранешните преводи велеа што ја изгради Господ, а не човек. Третиот храм, ама вистинскиот, се мисли, не антихрамов, е неракотворен. И Новиот Завет го споменува оваа придавка, овој збор во повеќе конотации. Неракотворено обрезание, неракотворен храм. Што друго беше неракотворено? Што значи не од човек, не од човечко дело. Второто Христово доагање, значи Божјото царство, теократската држава, Господ ќе ја воспостави. Не Мосад или Ција. Колку и да се трудат луѓето со човечки дела, нема да успеат. Затоа што Господ е тој што делува. И затоа им каже Господ на евреите, делото Божјо е ова, да го верувате оно што тој го испрати. Другото Господ ќе го направи. Но евреите, откажувајќи се од Господа, принудени се сето ова да сакаат да го постигнат сега со свој сил. Но ете, и најспособните, и најбогатите луѓе, и најинтелигентната тајна служба во светот, може да речеме пример за тоа како се прави, како се гради и како се брани држава, за разлика од новија нашиве токмаци. Сепак тоа е човечко дело. Со човечко дело, со човечка рака, тие сакаат да градат држава втемелена на беззаконие и сакаат да изградат храм, поточно антихрам, на беззаконие. Вистината на која што Новиот Завет не повикува е неракотворената светиња. Неракотворените вредности, неракотвореното обрезание. Ке продолжиме за тоа следната сабота и понатаму ако Господа да живот и здравие. Нека му е фала и слава. Амин.